Веровското село Смојмирово отсекогаш било познато по своите ѕидари не само во Малечевијата, туку и надвор од овој живописен регион. Во овие зимски денови кога го посетивме ова село, покрај се она што го чувме за животот во овие студени зимски денови, смојмировчани ни се пофалија со работата на нивниот новоизграден погон во долниот дел на селото Занат Промет. Во овој мал погон кој произведуваат канцелариски прибор спојници за хартија и сандаци за пчели, работат 35 работени од Смојмирово и околните села. Јас се вработих 74 година овдека. Јас и още неколку другари го поставихме темелот овде зградите, јас како зидар бех овдека, се додека се направија зградите, после се запослих натре у погонот. А пред тоа кај работите? Пред тоа бех у Германија 2 години и кога се вратих, се запослих овдека. Значи добро е од еден аспект и за повратниците од Германија. Да, овој колектив да. ако се прошири може да ако се прошири колективот, ако продолжи вака со материјал, со работа, со нова механизација, па мислам оти треба да се запослат околу 80 или 100 работници. Претежно ќе видат од овие села. Од овие села овде, да. Вие сте млад дечко овде, млад Да. човек. Од кое е село? Јас сум од село Смојмирово. Овде живеам во село. Работите во Па овде работам 3-4 години погон. во погонот. Вашиот погон е многу интересен. Мислам, вие сте сам со вашиот колега кој работи во другата смена, еден човек, еден погон, Да. посебно. Токму Колку така. од тие произведувате и дали се барат овие? Па ваши видите, производи на ние пазар? произведуваме како што видовте овие хес спајалици и обични спајалици за администрација. Па да ви кажам, произведуваме во минута околу 120 овие спајалички, а додека од овие хес спајалиците произведуваме околу 600 во минута. На прв поглед тие кога се гледат мисли човек дека тоа не е ништо ситно, така не се заработува. Дали може од тоа да се живее? Па да се видите, заработува? на прв поглед секој ќе рече дека од ова нема заработка, но јас сматрам дека како што работиме добро, има добра заработка од овие, пошто се тераат многу на пазарот. Продаваме овие производства во Современа администрација Скопје, Култура Скопје, во овие Симпо Врање, Треска Скопје и така Слушам натаму. дека еден дел од машините за многу ситни делови не ви работаат. Зошто не ги набавите делови? Како? Па сега, јас како работник тоа не можам да го сватам, бидејќи има надлежни органи кои треба тоа да го сватат, дирекцијата, тоа треба да си води рачун за тоа. Меѓутоа, вие како мало предпријатие тешко можете да увезете. Па видите, ние како мало предпријатие не сме увозно-извозно предпријатие и не можеме да ги набавиме овие производи. Вие работевте на сандаци за пчели овие. Ние работиме сандаци за пчели. И колку се барат ли тие сандаци? Се барат. Може ли Имаме да се пласма, живее од може да се живее. Може да се живее. Значи сега како што тргне на пример како пласма што имаме како материјал што добија како што рече другарот Дунгевски, значи пласма имаме, работа имаме, материјал имаме, значи само што сега треба да прибереме работници за да го појачаме предпријатието за да може да обстане. Вие имате доста скромни примања, мислам, овде сега за почеток. На што се надевате понатаму, мислам, што мислите? Надеваме се, например, сега като до сега ние имаме като по принудна управа, сега сме като имаме sad директор, имаме си самоуправување, имаме сето, например, тоа като сите предпријатија кои се, значи ние сега сме како доволни, например, со материјали, со работа, с пласман, со тие работи, сега тоа имаме.
Добро, вие сте од село, рековте. Јас сум од селото. Што значи еден погон вако во село? Мислам за еден селото, човек, бидејќи вие за нашето како село, што е познато имате работа и дома малку и овде, па некако Во нашето село имаме ние доста, на пример, заслуга за да остане предпријатието во село. Значи тука има околни села кои има тражат запослени доста, значи немаме. ова е единствен погон во цела Малешеви. Единствен во целата Малешеви, единствен погон е во село. Значи во село е единствен погон. Значи и тоа нас не радува, значи како што во село, како околните села се наоколу тука, значи може да запослим повеќе селски работници. Да. А кои се без работа. И со малку од дома, малку од Малку овде тука, се малку од живее дома добро, мора да така. се живее. А за вас жени доста има ли овде невработени, например во Осмој Мирово? Има доста жени невработени. А овде можат ли жени да работат? Па може, јас мислам ти можеш да се запослат. Не ви е неколку тешка жени. работата, мислам, како Па жена. ние сме веќе навикнали, на нас не е тешко. А кога би се проширил погонот, дали би некоја друга жена би нашла? Па може да дојдат. Те реално за работа и може да се запослат. Значи има идеи за понатаму да се работи. Има. Тоа повеќе не ќе Има каже. идеја, има многу. Вие какви перспективи имате во ова погонче? Па ние още од почетокот на погонот мислевме дека да створиме едно големо запослување во центарот на Малешевијата и така мислиме да продолжиме со почетокот на оваа година. Мислиме дека може да тргне. Вие понатаму ќе правите И овие понатаму сандуци ќе за правиме мед и сандуци. овие Тоа е спајалници што се- исклучиво за целото подрачје на нашата Македонија и мислиме дека ќе можеме да продолжиме и да обстанеме со... Дали ви е познато, например, колку годишно се барат во Македонија конкретно вакви сандаци? Нам не ни е познато, а ипак према с договорените сандуци сматраме дека по 5-6 хиљади комада на годината треба да се изработат. Значи работа ќе има. А работа ќе има. А за овие спајалици сигурно ќе има, затоа што сите трошиме харти и акти се прават така. А, За тоа тој погон ќе ви проширувате и ќе остане таков како што е сега. ние мислиме погонот метална галантерија да продолжи, заради тоа што сега се во моментот две машини не способни за работа, бидејќи немавме делови, а ипак надаме се дека во текот на овој месец да продолжиме да работиме со овие машини. И да ја прашам уште нешто, како дојдовте на идеја, мислам, кој дојде овде на идеја ваков погон да се отвори? Како ви текна тоа да правите спајалици и сандаци за мед? Па, ние во почетоко мислеме дека према фирмата која постои за надпромет, да отпочнеме со едно мало заначиство во центарот на Малешевијата и така тоа не самата идеја на тера за да може да работиме, бидејќи немавме запослување во нашиот крај. А дали околни села овде што се околу, тие се заинтересирани за вакви малечки погончиња каде што се работеле 5-6? Па видите, со поголемиот број на невработени, јас мисля дека сите се заинтересирани и да прошират таквите дејности, али ипак секој може да води рачун од неговите можности во склопот на населението. Јас мисля дека тоа погон многу придонесе за нашо село, не за нашо село, но и за Берово. Бидејќи ние имаме туа запослени доста свети од Берово и од Смојмирово и ние се надаме дека оште нешто може да се направи туа се запослат свето тука некои, а не во Берово да одат се. Значи да останат тука, да не се... Да се остане тука, како е тоа не доди одбир, да го местат некаде диди или што треба.
А дали и други села во околинава се заинтересирани? Па како не са сите заинтересирани, значи од им и од Робово да одат тука и од другите села у Смомирово да А одат. што мислите вие од страна вака, каква е еднината на овој погон? Дали ќе имаат работа? Па како нема работа, има работа и нека се почнаа они да работат добро. Има доста работа. Јас слушнав дека вие како се викавте вие? Јас се викам Трошански Блажо. Другар Блажо, вие сте му кога сте слушнале дека ќе се гради овој погон, сте дале нивата Да, без пари. тачно. Точно ли е тоа? Тачно е. Како беше тоа? Можете ли да ми кажете? Тоа ми рекоа, значи, погодно место, значи, за да се отвори тука таа, значи, тоа е погон, пример, де. Викам, градете, без преговор нема вече, викам, спас. Значи, од Берово ние немаме, да речеме, толку такова сметка, ниту од Пешчево. Требаше тука да се изгради и монопол, што требаше, например. Викам, ајде да се почне еднаш. После викам, ќе оправиме. И сега добро е, оправена ли е? Сага да ти реча право, јас колку можех ја. Дадох Добро и е, готово. добро е. Значи, што да ви кажам? А овие што се таму вработени, овие другари, како го ценат ли тоа што вие го дадовте? Ценат го, како не? Зошто го снимивме, ова е сигурно најмал работен колектив во Републикава. Прво и основно е дека со мали средства може да се изградат вакви погони, само е потребно да се изнајде добар производен програм. Исто така, ваквите мали колективи лесно можат без многу напор и средства да се преориентираат на други производи. Во овие мали работни организации во малите населени места многу полесно може да се изврши вработување како на местното население, така и на привремено вработените во странство. Сепак, ваквите колективи на самиот почеток се сретнуваат со доста сериозни проблеми од аспект на обртни средства или средства за набавка на нови машини, репроматеријали или сировини. Нивниот производ лесно може да го прифати поголема работна организација и со тоа најдиректно да им конкурира или да им ја одземе и така малата работа. Сепак, на ваквите примери на малото стопанство треба да им се овозможи обстанок, зашто примерите од другите републики тоа и го докажале.